десетина години организација на жени како работи на оваа проблематика, затоа што 10 години ние даваме бесплатна правна помош. Започнавме прво како во нашето советувалиште со давањето на услуги за бесплатна правна помош, да ги застапуваме жртвите, затоа што во тимот во советувалиштето покрај психолог имаме и правник, така да континуирано во изминатите 10 години ние сме посветени максимално на овој проблем, затоа што знаеме дека насилството постои, жените го пријавуваат. Мако трпно работевме изминатиот период, изминатите 10 години на терен, затоа што многу тешко беше да ги охрабриме жените да проговорат, затоа што веќе ова не е табу тема, за ова тема мораме отворено да зборуваме ако сакаме да постигнеме резултати. Стереотипите и предрасудите се тие што мораат да ги надминат жените и едноставно да го пријавуваат насилството. Значи, пред 3 години, значи за време на пандемијата, COVID пандемијата, дојдовме до заклучок, направивме едно истражување, дојдовме до заклучок дека покрај таа правна помош која нуди организацијата на жени, неопходна и психолошката поддршка на тие жени, на таа ранлива категорија на жени. Така да успеавме преку као субгрантисти на националната мрежа против насилство, поддржани од Квината од Квина, да го отвориме и тоа психолошко советувалиште, кое веќе 3 години континуирано работи. Јас тука би напомнала дека имаме навистина одлична соработка, тоа што представниците од СВР-ВРС спомна мултисекторскиот. Не, мислам на глобално Сакам да кажам дека ние по иницијатива на организација на жени се формираше тој мултисекторски тим. Мислам дека од кога се формираше, дека многу исчекор направивме во добивањето на податоци, како тоа од СВР-ВРС, така и од ССР. Континуирано доаѓа информациите, ние жените што доаѓа кај нас, жртвите, ние ги упатувавме во СВР-ВРС, во Центарот за социјална работа, така да можам да кажам дека пример од општина сме за одличната соработка со институциите. Така да јас се надевам дека и година ќе биде, затоа што ние секоја година, јас денес не донесов податоци, затоа што сметам дека тука се они да кажат каква е состојбата и колку ни се. Ние минатата недела имавме тука средба со представниците од Советот на општина Велес. Она што Билјана исто го спомна, да, општина Велес во програмата за социјална заштита имаат многу мала сума на средства издвоени. За првично, кога жртвата има потреба за некоја помош финансиска, да им биде доделена. Тоа го прават координирано општина Велес со Центарот за социјална работа, меѓутоа средствата се многу минимални. Правиме напори ние овие изминати 2 години да некоја одржливост да имаме поголема на ова психолошко советувалиште. Токму затоа ни беше и средбата со општината, гледам дека имам представници од општина. Се надевам дека понатаму ќе имаме некоја финансиска поддршка, затоа што нам, значи овие 3 години ние се финансираме преку проект. Се надевам дека општината, тоа што спомнавме со Истанбулската конвенција, они имаат и обврска да ги финансираат и да ги поддржуваат сервисите. Така да се надеваме дека во иднина нешто ќе се промени и ќе продолжиме да работиме со ова темпо. Инаку како организација не само Велес, ние ги покриваме и соседните општини Градско, Чашка и Лозово. Значи жртвите и од овие 3 соседни рурални општини ги покриваме во нашето психолошко советувалиште.